Во најновото издание на Лајт ви сервиравме информации кои доаѓаат од високата мода. Исто така сладко ќе се изнасмееме на девојките кои не знаат да одат или да чекорат во високи подпетици. А топ тема за денес – гениталии и пирсинг. Дали го одобрувате пирсањето на гениталните органи? Гледајте не. Реномираната француска модна куќа Шанел во Париз приреди еден невообичаен спектакл. Својата нова колекција за есен-зима 2014-2015 ја презентираше во супермаркет. Гран Пала е местото каде Шанел традиционално ги оддржува своите гламурозни ривии, а за најновиот спектакл да биде уште поголем, просторот беше претворен во вистински маркет. Туркајки ги количките, манекинките глумеа дека разменуваат трачеви, а истовремено ги земаа и производите од рафтовите како Шанел павлаката, Коко пиво или бело вино Шето Габриел. Ама најважната порака беше новиот тренд кој требаше да се имплементира, а се однесува на панталони со низок струк, многу мониста на обувките и јаки, разиграни флуоресцентни бои. Започнуваме со една интересна информација која ни доаѓа од Париз, а се однесува на една интересна спектакуларна модна ревија. Факт е дека жените изгледаат многу подобро во штикли, но вреди ли? За убавиот изглед секоја жена трпи, а еве и конкретни примери за тоа кога се во прашање високите подпетици. Во какви се ситуации се наоѓаме поради нив, ама никако не се откажуваме. Дали се согласувате со пирсањето на гениталните органи и воопшто со пирсањето? Старите египјани го украсувале своето тело уште пред 4000 години, а ова било познато и за другите антички култури низ целиот свет. Последните 3 децении гениталниот пирсинг повторно доби на публицитет, и тоа како алтернативен облик на самозадоволување. За интимниот накид некои се одлучуваат со цел да привлечат внимание и им представува сексуален фетиш. Цврсто се уверени дека со пирсингот ќе имаат поголемо сексуално задоволство. Не.
Не. Па не ми се допаѓа, не е ни здраво на крај крајава и не го пробувам. Пирсингот одобрувате ли го? Не. А гениталниот пирсинг? Не, исто така не го добро. Да. Го одобруваш? Да. А кога се го прашање гениталните Не. пирсови? Не. Познавате ли луѓе кои имаат пирс на гениталите? Не. Да. А што се однесува на гениталното пирсање? Дали е актуелно овде во Македонија? Па не знам, немам јас сретнал до сега. А дали го поддржувате гениталното пирсање? Гениталниот пирсинг, па зависи. Луѓето кои не го поддржуваат пирсингот се вели дека се конзервативни. Обично за повозрастните пирсингот е непријатна и вулгарна работа. Луѓето кои го поддржуваат гениталниот пирсинг од страна на психолозите се опишуваат како самоуверени и луѓе кои знаат што сакаат. Пирсингот станува се поактуелен и кај нас, но на ваков чекор немојте да се одлучувате ако сте премногу чувствителни, бидејќи морате да бидете толерантни на болка. А пред да го украсувате своето тело со интимен накид, консултирајте се со компетентно лице, кој ќе ви ги објасни можните компликации и како да се справите со нив. Насекаде низ светот, ваквиот накид го ставаат и момците и девојките. Во вечерните часови, доколку ви е досадно и не знаете што да правите, знаете дека можете да погледнете еден филм, а нашиот предлог за денес е токму следниот. For robbery, vandalism and assault. He's been institutionalized 3 times in 8 years. Денес погледнете го Момчето на Джеймси, филмот 2014 година во траење од час и 49 минути. Режија Тревор Уајт. Rock would love you. Who's Rock? Момчето на Джеймси е филм снимен по вистинска приказна. Тинејџер ќе формира банда, а како нејзин предводник ќе добие долгогодишна казна затвор. Неговото место во затворот е меѓу најтешките криминалци. И покрај сите случувања, тој ќе живее со надеж за светла иднина. Rock sends you on a couple errand boy jobs and suddenly you're invincible. I've been invincible all along. Starting a yard war is a good way to make sure you don't go back to the real world. Maybe that's what you're scared of. I'm taking a real risk sitting down with you right now. I'm asking you, person to person. This is over. Look at me! This is over! Watch your tone, convict. Remember who you're talking to. За успех ни се потребни пријатели, а за уште поголем успех непријатели. Со оваа мисла го завршувам нашето денешно дружење. За повторно да ги проследите содржините, кликнете на tvstar.com.mk и гледајте не утре секако во добро познатите термини 16:30 и 19:30. Од мене чао!